Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. Денеска прашуваме кој повеќе слуша, а кој не дослушува кога се во прашање мажите и жените. Кој слуша само она што му одговара. Една поговорка вика дека кога ќе се влезе во брак, добро е понекогаш да си глув. Зошто маж кога ќе отиде во продавница задолжително заборава да купи нешто од тоа што му кажала жената. Колку е важно од едно уво да влегува, а од друго да излегува, кога толеранцијата меѓу партнерите е во прашање, а кога мора добро да се слуша што сака да ни каже партнерот. Како да се остане глув на коментарите од јавноста и добронамерните совети од роднините и пријателите. Што значи послушен маж, а што послушна жена? И дали тоа е исто со посветена жена, односно посветен маж? На сите овие прашања ќе побарам одговори од овие гости. Медиумите викаат дека се еден од најконтроверзните парови во земја, а јас ќе речам дека се еден од најскладните парови, кои заеднички и цврсто му контрираат и на естрадниот и на јавниот притисок. А дали може би тајната на нивната цврста љубов е тоа што не ги слушаат другите, туку само меѓусебно ни каже Дунавка Трифуновска. Ви благодарам. Добре ми дојде. Добре те најдов. Кој слуша повеќе во нивниот брак, кој чуе ама не слуша и кој слуша само тоа што му одговара? И ни кажат Ленче и Горан Кукич. Добре ми дојдовте. Добре ме најдовме. Сега велат вака дека најчестиот конфликт кој настанува во една брачна заедница е околу фрлањето на ѓубрето. Значи обично мажот не го фрла ѓубрето кога жената ќе му каже. Затоа во нашето студио имаме магистар за управување со отпад и на комисица Билјана Јаневска. Добре ми дојде. Благодарам на прекрасната најма, добро те најдов. Значи вака е, во малцинство си Горан, така да обиди се да не надгласиш или слободно кажи кога ќе прекинеме да зборуваме. Добро. Добро? Ама треба да не слушаш. Малцинство. Сега зависи од кој јагол се гледа. А што е од мој јагол, пример, Сулејман? Така. Одма на почеток се снајде. Гледате, да. Тоа е тоа, значи. Одма шахмат. Готово. Така да ти не си игре со струица многу. Ајде да почнеме. Значи прво таму Ленче, Горан. Горан, дали те слуша Ленче и како се дефинира послушна сопруга? Се јас ке си дознам нешто. Со обзир што е слухиста, ме слуша фантастично. Да, а чуе ли добро? Екстра. Вака, послушност, не послушност, разбирање. Добро. Значи, хармонија се ствара кога се разбираме едни меѓу други. Значи, јас се разбирам Ленче, Ленче ме разбира мене. И тоа е, мислам, едно од формулите за... Разбира и кога се правиш дека не си ја слушнал? Да. Разбирам, да. Да? Да. Добро. Ленче, што Така е послушен маж и дали е исто со папучар? Па еве моето мислење. Например, послушен маж ке е оној маж кој што си ја сака својата жена. И јас мислам кога постои љубов меѓу мажот и жената, тогаш обострано се случува тоа што велиме послушна жена или послушен маж, или да не кажам се послушен, туку толерантен, нели? Или послушна жена или толерантна. Ама не е папучар послушниот маж. Па мислам дека Дајте, не мора приклучи да се. значи, ако си ја сака жената и си ја слуша и си ја почитува, што мора тоа да значи си ја папучар? Точно. Не Ајде, мора. Горан. Така. Не мора. Зошто, пример, мажот ја зел жената? За да биде слугинка или затоа што е сака? Пример, жената е едно совршенство во човечанството, на кој сите се восхитуваме, се радуваме, чезнееме по таа убавина, по таа љубов. Си го И научила мислам- убаво да збори Ленче. И мислам дека влегувањето во брак треба да биде од љубов. И да си помагаме тоа И сега, ако мажот помогне нешто на жената, не значи дека е папучар, ама па не значи дека и таа е робинг. Така. Значи не е, бракот не се створува, склопува само за од корис. Така, одлично. Значи, според мене е од љубов. Навка, како е во вашиот случај, значи кој повеќе слушат по дома? Морам да ти кажам дека
прв пат во животот живеам со некого, а тоа е Ване, и ти кажам зашто. Заради тоа што никогаш во животот не ми рекол направи го ова или направи го тоа, освен ако се спрема за снимање или има нешто многу важно, па ќе ми каже да му помогнам. Тоа многу ме растеретува и мислам дека, бидејќи веќе имам 41 година, долго време барав лик кој што ме потсетува на татко ми, на начинот како што татко ми се однесува спрема мајка ми. Бидејќи татко ми секогаш бил джентлмен дома. Имаш джентлмен сега? Сега имам джентлмен, значи не сум чекала за џабе да идам до крај. Добро. Ване не е таков тип. Ване не е тип на човек што се занимава со што го оптеретува домашни работи. Не. И мене тоа многу ми се допаѓа. Јас сакам маж што е кариерист, како што е он. Он се занимава со неговата кариера, он е опседнат со тоа и дома апсолутно се функционираме као љубовен Ама пар. кого повеќе слуша, тоа не ми одговори, значи. На кого повеќе се во однос на што? Во однос на обврските? Во однос на се, кога ќе му кажеш Ване тоа, ти повеќе му кажуваш на Ване нешто за да те послуша или он тебе повеќе ти? Редот во домот го правам јас. Да ја знаеме, Ако доволно. ми треба помош, што е сосема ретко, вртам телефон, а он ми е онака да ми направи секогаш кога станам наутро чај или кафе. Тоа му е задолжително. Добро, јасно ми е кој пали и гаси по дома, готово. Да, по дома да. Ајде, Јана, на почеток да речеме, значи, што е тоа фамозното, значи, зошто мажот не слуша кога жената ќе му каже стани, фрли го ѓумрето и одма да стане да го фрли. Зошто го прави тоа? Што мислиш? Зашто така Или му одговара. правувањето на отпад, чија задача треба да биде во семејството. Да ми се каже веднаш. Тоа е заедничко и за мажот и за жената. Не може само жената да фрла отпад, ќе фрла и мажот. Значи, се е разумен компромис. Според мене послушен маж или послушна жена не е исто со посветен маж и посветена жена. Зошто? Посветеност е различно од послушност, зашто да бидеш послушен значи да доминираш, да издресираш. Не куќе ова ќе те дресира сега. Ти седи дома, јас хидам вечер, ќе пијам пиво со другарите, ти дома не си мрднала од дома, значи. Ти мене ќе ме слушаш, јас доминирам, века јас кажувам. Тоа е многу лошо, тука веќе нема љубов, тука веќе еден се прави Тоа значи доминантен. ти не би прифатила да имаш маж папучар. Па не, размислува. папучар не е исто со маж што те почитува и што те цени и што те слуша. Значи тоа е многу убаво. Секој би посакал да има таков маж што ќе те почитува, што ќе те гледа како капка на танка. Бидете посветени, не мора да бидете послушни. Одиме со анкета да видиме како размислуваат граѓаните на оваа тема и се враќаме веднаш на дискусија. Нешто конкретно. Дали мажот треба да ја слуша мајка му или да ја слуша жената кога ќе му кажат нешто да направи? Мајките треба да се почитуваат. И заради возраста, и заради тоа што ви дала, речи, партнерка, а сепак хармонијата во релацијата зависи и од партнерката, од жената. Па мислам треба сите да се почитуваат заеднички. Двете треба. Мајка се слуша до некоја возраст, додека се создава личноста, во смисла на тоа дека ете таа го води во животот, да се вклопи во животот, да ги распознае добрите и лошите работи и така натаму се додека тој се создаде како личност, тоа се полнолетствата. Понатаму родителите се прашуваат само на ако треба нешто да сте во дилема и ако треба туѓо мислење, но не значи да се послуша. А партнерските односи исто така не се слушаат, да речеме, не мора да се послуша партнерот, али треба да се сослуша и да се размисли за тоа. Да донесат заедничка одлука. Тука морам да кажам дека може, ама не ми се верува во ова време. Не верувам душо. Во тој аспект, јас сум тука многу, мислам, правична. Јас имам и син, мислам, и снајка, и зет имам. Значи, јас ги оставам да они функционираат од денеска, јас ми свекрва и баба. Значи, јас ги оставив и кога одам кај нив на гости, да они сами функционираат. Одам на кафенце, се дружам со нив
Ако ме прашаат нешто за совет, ворете, ако не, си заминувам, значи нема мешање. Само возрастните ние може да допринесеме да меѓу младите избие војна. Дали снаата треба да ја слуша свекрвата? Пожелно е. Пожелно е заради мир во куќата, во бракот, во релацијата, во секој случај, ако ништо друго, барем од учтивост, што се вели, и заради возраста, и заради позицијата. Веќе нема такви правила, важно да има хармонија меѓу едната и другата, но почесто веќе младите сакаат посебно да се живеат, па така да мислам дека таа варијанта е поубава. Вообичаено да, може да се сложат, ако не... Зборувате цело време за слушање, ова не е војска. Брачниот однос не е војска. Треба да се разберат ако треба нешто, тоа се човечки односи. Па исто, не би требало. Не би требало, најбитно би било мене лично, они двајцата да се сложуваат, ја пресрекнат ќе биде. Нешто конкретно. Ја погледнав на анкетата, продолжуваме понатаму со дискусија. Значи вака, пак ќе ви се обратам на вас, затоа што сите викаат да си ги слушаш мама и тато. Ама никој не вика да си го слушаш мажот, односно да си го слушаш жената. Зошто е тоа така? Да не е како едно време кога ќе се, како велат родителите, каде што си отиде, таму да си гледаш. Е, така. Сега може во помодерно време не е така, ама ние сме веќе заедно 26 години, ние фативме тоа време. Кај си отишло таму да си гледаш. Да. Сега, јас сум имала секогаш така од моите поддршка и да си го почитувам сопругот. Значи, ако ние двајцата се договориме тоа што треба да го правиме, така и они и го почитуваат тоа, а никогаш не ми наредиле, да кажам, моите родители, да јас што ќе кажам тоа да биде или они што ќе кажат, па јас тоа да го воведам во моето семејство. Никогаш. Ајде, Горан. Така И е. како? Точно така, се што кажа, да си ја слушаш жената. Добро, има нешто спорно генерално кога зборуваме, обично викаат дека мажите ги слушаат мајките. Имаше некој таа? Тоа да го одговори Гораш, нека си каже. 300 људи, 300 чуди. Така. Има секакви луѓе, секакви карактери, но најдобро е кога, пример, ето, маж и жена уформуваат семејство, убаво тие да си го креират како тие мислат и знаат. Да не каже мајката. А може да побареш совет ако нешто не ти е јасно. Ама па да си ја Ама послушаш не значи, па фала Богу, ние сме заедно. Значи можам да ја прашам мајката, ама да ја послушам жената. Јас тоа знаете како го сваќам. Кога бев сна, мислам се уште сум сна, нели свекрва се уште не сум станала. Сакаш да кажеш пресна. Кога бев пресна сна. Пресна сна, кога бев и како и сите млади кога доаѓаат во друг дом, нели? И се чудат зошто свекрвата, на пример, не сака да ја тргне ова слика или ова не знам што. И снаата се чуди, овие стари слики, што? Ние млади, нели, сакаме нешто да внесеме во домот, нешто што нам не се допаѓа. Ама сега како тече времето, опа, порасна нашиот син и сега нели доаѓаат валјда тие денови кога и тој ќе донесе сна во куќата. И сега го сваќам тоа како било. Значи секоја фамилија, еве како што сме ние сега, сме си ставиле наши спомени, наши еве дали во кариерата што сме добивале подароци. Значи сите тие спомени се во домот. И сега сваќам, да, и си гледам вака некогаш си седам, викам, свекрвата си била во право. Значи кога не сакала нешто да и се тргне од домот, значи таа си била сосема во право. Тоа значи дека вие ќе прифатите синот да донесе снајката дома да живее со вас? Не. Туку. Како сака тоа ми така. Нека си се земат и нека си живеат сами. Тоа како што кажа Горан, да си оформат семејство, за да нашите спомени не ги тргнат од дома. Така е, тоа најпаметно. е добро. Кажи ми, ги послушат твоите родители во однос, да речеме, на твојата сегашна врска или остана љуба?
Во однос на мојата сегашна врска, морам да кажам дека врската со Ване ни беше апсолутно изненадување. Значи, прво не очекував да добие веднаш да добие таков пик. Луѓето толку значи да зборуваат за тоа, толку да се радознали. Се, но мене тоа едноставно ми се допаѓа. Значи, јас ја прифаќам секоја нормална реакција на публиката, но и на моите родители. Моите родители се малку можам да кажем и резервирани. Добро. И имаат доверба во мене, но можам да кажам дека многу пати ни се јавило и проблем за некои работи да не се разбираме, па да им се јавам и на моите родители, да. Истото може да го направи и Ване. За да застане на твојата страна, така? Да, точно. Тоа го направив пред, например, нема ни месец дена. Што направи? Ајде, му се јавив на татко ми, бидејќи Ване имаше цврставно нешто. Јас кажав дека едноставно треба некогаш да знае и да, нели, и да попушти. Така. Едноставно треба секој од нас да се чувствува комфортно во средината. Значи, Ване знае да ги пушти работите да бидат апсолутно да биде опуштено, но знае комплетно да биде премногу сериозен. Добро. Да, па и кој е премногу сериозен, па и тоа. Тоа ми смета. Мене тоа ми смета. Јас не можам. Тогаш зборуваш погласно да чуе дека може да. Јас не можам да поднесам луѓе кои се многу строги. Мене тоа ми смета. Така. А што е со мамините синови, значи Билјана? Не знам, мамино синче, ретко се денеска, претежно машките се по своји, по своје, размислуваат по својствено, да, барем така, тие што ги знам се такви своји мажи, значи во вистинска смисла на зборот. Не си гледала дома, иначе. Јас се уште не сум се свој. Се уште не сум запливана во брачните води, меѓутоа знам дека кога би, сепак ние сме тие што одлучуваме на крајот од денот што се на мажот и жената. Јас со сопружникот би одлучила што понатаму. Значи, секако ќе има коментари од јавноста, секако ќе има коментари од роднините и од пријателите, ќе има и негативни и позитивни коментари, од негативните се учи, од позитивните супер, значи на прав пат сме, значи дека се е во ред како што треба, но на крајот на краиштата ние двајца ќе седнеме во дневната соба, ние ќе се напиеме чаша чај или кафе и ние ќе разговараме за тоа што сме направиле во текот на денот, што не чека наредниот ден, што не чека наредниот период. Ако има проблем, се става на маса, ние да го решиме, да не ја мешаме свекрвата. Ленче, така ти не би се мешала, да речеме, во односот на синот, снат. Па јас мислам вака, бидејќи се во мајка ми така вика, ја ќе ти кажам, па ти види. Да. Исто така да не сум се помешала. Јас мислам дека во последно време сега, можеби ви веќе и свекрвите почнале да сваќаат дека додека го гледаш нели детето додека ти е дома, јас мислам дека синот и машкото дете и мајката имаат друг однос отколку со таткото. И сега потоа можеби тоа овака по дефолт се префрлува дека мајката треба да биде доживотно со сите работи што се случуваат со синот, но мислам дека сега во ова време веќе сваќаат свекрвите дека едноставно синот го предаваат во рацете на неговата жена која што тој се одбра. Така, значи, и така треба во рацете на Ленче ти? Да. Така? Да. Скроз. Сречено ме предадува и Како беше? Мислам во смисло дека родителите, нели, родителот тоа како што велат го сака најмногу своето чедо. И никогаш родителот не би мислел ништо лошо. Јас знам дека треба да се консултираме со родителите бидејќи тие се поискусни и повеќе поминале во животот и затоа, значи консултација, договарање, ова се. Ама не и да се меша. Тоа да не се меша, свекрвата. Значи ако да речеме се случи, хипотетички само да е жената има едно мислење, свекрвата, односно мајка ти да има некое друго мислење и двете да се во право. Чие мислење ќе го прифатиш? Како? Свекрвата да има мислење? И жената да има мислење, и двете да се во право. Ти на чија страна ќе застанеш? Чи ми двете имат исто мислење, значи... Не, исто мислењето. И двете се во право, ама различно размислуваат.
Па можеш и јас ги пресечам. Ти ќе видиш во право. Точно. Че можеш и јас ги пресечам, така ќе биде и готово. Да, прашањето дали ќе застанеш на страната на жената или на страната на мајката. Која ќе преовлада? Зависи од тежината. Што е поисправно. Ленче? Не ситуација са е мајка или жена е па... така. Значи, вреде или не вреде. Вреде и тоа мислење, вреде и тоа мислење. Ама кој има повеќе тежина? Да, ми се случувало тоа, ни се случувало. Така? Кога И јас се тоа е повлекувам и исправно, сум се извинила во некои поисправно моменти тоа е. дека сум била не во право. Ти си изгледала грешката и тоа Да. Не, Многу пошто пати. сепак треба да се живее со жената и мајка ти, како што рече свечено те предала на Ленче, така Треба да живееме сите, да се почитаваме. Где има слога, има и Бога. Битна комбинација. Така, на почетокот реков дека поради тоа што сите сте јавни личности, нели, за жал има и озборувања и така натаму за вас. Пред да ја земеш Ленче, што имаше слушното за неа, а негативно? Пред да земем Ленче? Да. Ништо. Што ти кажуваа муабети, слушаше ли нешто? Ништо. Ништо немаше за неа муабети? Не. Не? Шо она беше 18 години. Кажи си. А јас поима нема. Години што да зборам? Што може А да јас направи поима до нема сега? дека она 18 години. Јас секогаш велев. Нема време што да направи до 18 години. Секогаш велев, јас со помлади од мене нема шанси. Или моја генерација, или повозрастно од мене. И? Ама, кога се зедовме со нен, се армасавме по струмички, кажемо, армас. Армасен, да. армасен. И седиме друштво вака и разговараме баш на таа тема. Викам, јас нема шанси. Ленче, која генерација си? Вика 76. Моли? Ау, готово која веќе, генерација? готово, завршено. Види, Јас така викам, со политичар нема шанси. Пази што неге што ќе ти се падне. Така ли? Така е. Ленче, ти стварно не кеше музичар да земеш? Не да не сакав музичар, јас се сакав музичар, бидејќи добро се сакав, чекај сега грешка да не кажам, тоа што вика Горан, јас па до 18 години па многу знаеш што сакам. Да. Што знаев до 18 години? Туку јас се велам за таа случка што нам ни се десила, тоа е Господова волја. Така. Ништо друго. Значи јас Горан не го познав воопшто. Го запознав 1-2 месеци и ние стапивме во брак. Ама имаше слушано. И Кажи што имаше така беше, така беше. Замисли, у брак, и тоа. Така беше, да. така исто. Ама Кажи, Ленче, претходно што имаш слушнато, значи па за Горан беше струмичкиот Главна Елвис зверка во класа. Присли. струмичкиот Елвис Да, Присли. струмичкиот Елвис Присли. Па признам, па и сите сега што гледаат, знаат од Струмица, на времето тогаш Горан имаше Мале да кажем ти. Каде да кажеш? Кажи. Сите му беа љубовници. Не. И млади и стари. Не. Види, слујте, да ми скажи за еден од најљубовџи градовите, Љубовџи. најголемите љубовџи. Ајде, правилно Љубовџија изразите си ти. беше. Си беше љубовџија. Си Кој беше музичар не сте љубовџија. љубовџија? Види така, се, кажи ајде да добро. се фарбаме. Сега ќе фарбаме јанца. Заведите. Нема да се фарбаме. Ти немаш ли некои други прашања? Си беше љубовџија. Беше така. Кој музичар и политичар не е љубовџија? Кажи, управо си. Нема така. Да. А тогаш тој беше 24 Реков да години, слаб, личен, убав, ле. И сега е, ама сега 24 години. Само не, Да, сега 24 сум само личен љубов. Да. Гледаш, Ленче само убави работи за тебе слушала, па тоа е да, убава, значи да. импонира да те посакуваат многу девојки, зошто се браниш. Тука требаше да заврша реченица. Слушав убави работи. Точка. Понатам за љубовџија јок. Црвенек целе. Значи, не ти од дома не ти изборуваа нешто од типот млада си, немој да се мажиш. Ништо. Ништо, а? Не. Дека јас кога ќе се мажиш за Ај моите што нема време да размислат. Јас за 2 месеци Горан Кукич како ветер. И моите дома аман, што готово, Горан ме зема веќе. Нема аман. Готово, средано све. Готово. И да ви кажам, фала на Господ, пред неколку, скоро со татко ми седевме на тераса и правевме муабет, вика, јас сум да ти кажам право задоволен на Струмички од моите зетовци. Вика, Зет како мет. Да, вика ве гледат и тебе и сестра ми,
Значи, ве гледат супер. Горан, гледаш колку ти Како испопали? шарени јајца. Да, шарени јајца. Како шарени јајца. Да. Има некој друг израз за тоа? Па во струмица тоа е. Струmiца така вика Тоа е те, тоа. вика те гледат како шарено јајце. Шарено јајце. Тоа е изразот. Се си е погодено. Се си е погодено. Добро, одиме на уште една анкета да видиме како размислуваат пак на оваа тема граѓаните. Се враќаме пак да дискутираме. Нешто конкретно. Дали послушен маж е папучар? Не би рекол. Види, во модерен брак партнерите се еднакви. Што значи треба да споделуваат и обврски и условно речено привилегии, така што за мене не е блиска таа формулација папучар. Па има папучари, да. Това се должи ако процени веројатно сопругот дека жената е попаметна од мажот и ги остава работите на жената. Не го сакам зборот папучар, нема везе тоа, мислам. Не го сварувам како збор. Знаете што? Убаво е да се слуша, но не е добро да бидеш послушен. Меѓу тие две работи има разлика. Значајно е да се каже дека да се сослушаме и заеднички да учествуваме не е послушност, туку е взаемен однос во семејството. А што се однесува за папучите, треба и двајцата да облечат папучи кога се дома, да ги симнат лакираните кондори. А ја не го гледам тоа како папучар, дека е папучар, него едноставно си ја почитува, жената си ја цени и сака да ја помогне. Ако и помогне, побрзо ќе ја завршат работата, побрзо ќе имаат време, повеќе време ќе имаат за нив двајцата и за децата и комплетно фамилијарно да се излезат, да уживаат во животот душа. Ако си помагаат едни со други. Без разлика дали мажот или жената и поготово за мажот ви прашавте, е тоа. Што значи поговорката ти зборам керко, сети се снаа? Не можам да се сетам. Тоа е една учтива форма да се упати некому порака. На фин, нежен начин, учив начин, меѓутоа порака со еден скриен императив. Направи го тоа. Меѓутоа не на груб начин со наредба, туку велам со таа учтива форма. Барем така јас се сваќам. Јасно е што значи, мислам да не... Кога некој сака со некоја мудра мисла да укаже нешто, нели, па неке директно да го каже, туку во завијана форма некоја, но мислам дека тоа некогаш било така. Денес треба убаво да си кажеме во лице тоа што мислиме. Добро е со добра намера да излезе од нас, за да бидеме подобри, за да се подобриме, да се сослушаме, да речеме, да се договориме и така, без тие некој шеми стари. Тоа може би важело за она време кога била мајка ми. А сега не би рекла дека ќе важи тоа правило. Нешто конкретно. И се вративме назад, сега брзи, кратки прашања. У суштина прашањата се долги, меѓутоа вашите одговори треба да бидат да и не. Добро? Можеме? Ајде. Кој повеќе преувеличува кога се во прашање кавгите, свекрвата или снаата? Како кој да одговара? Кој преувеличува кога се преувеличува? Не, кој да одговара? Тебе те гледам. У мене гледаш? Да. Кој свекрвата? Ајде. Така е, се сложувам. Снаата. Жени. Жени. Да. Се сложувам свекрвата. И снаата утре ќе биде свекрва и се повтаря истото. Why? Што мислиш ти, кој Што знам, јас си се знам каков човек сум, некогаш и јас не преувеличувам. Значи снаата. Може да биде и снаата. Снаата, добро. Дали мажот треба да се извини на мајка му заради однесувањето на сопругата? Да. Да. Треба. Добро. Да, извини секогаш треба да пусти. Добро. Горан? Да. Да. Па јас мислам дека не, зашто јас и свекрвата ако имаме нешто па гонда се. Да те спасам. Мора да спаси некој. Па јас ќе се извинам што се ако сум сгрешила, што сега него ќе го плеткаме јас и Ама свекрвата. не, биди, Точно. не слушаме кога ќе се јави.
Тука сите, види, тој моментално. Се уклучуваат сите. Се уклучуваат. Тука се уклучуваат сите. Ти што мислиш, Билјана? Па не знам, мислам дека меѓу нив двајца е тоа, не треба да пресекува некој ти да се извиниш на овој или ти на тој. Ке си се извини ако сгрешила, ке си се извини. Така би се. Ние двете сме си Погудла во мисија. Сега кој од Босилово, Ленче или Горан? Јас сум од Босилово. Па и мајка му на Ваня од Босилово. Така да таа е таа релација што си ја побудила без... Абе се гледа тоа, не Јас сум си во супер комбинација со Ленче, така да супер. Така да све ми е јасно, исто све сме погодени. Ајде, знаата секогаш вика вака, знаата секогаш повеќе го слуша свекорот отколку свекрвата. Мене ќе ми биде омилен свекорот. Добро, си одговори, ајде. Така некако е, да. Така некако, а? Да. Добро. Машко. Точно. На предходното прашање беше женско. Готово, средано. Ајде, знаата секогаш повеќе го слуша свекорот отколку свекрвата, дај ли Не, не? мене никогаш не ми се обратил он да не ми кажал да го послушам и било што. Значи, према мене онака прекрасен. Никогаш не побарал нешто од мене. Така. Никогаш. А свекрва? Да. Да. Да, беше болна од ковид и која и најтешко ми се јавува. Беше болна од ковид, болна сум, што да земам, матичната ми е вака. Ама тоа значи дека има доверба во тебе, доверба, така е. За доверба има, така. да. Добро. Мажот слуша само тоа што сака да го слушне, а жената само тоа што ја одговара. Да или не? Па не, може ја да зборам новатива. Значи има многу да кажам. Две реченици може? Значи, Ајде. вака. И двајцата се исти. Си слушаат тоа што им се слуша, не слушаат тоа што не им се слуша. Имам и примери. На пример, ако јас му кажам на сопругот дека треба да се перат лиштата, од едно ше влези, од друго излези. Точно. Не се замара за лишта. Но јас ако кажам, види злато, па сакам да ги инвестирам нашите пари и те како ќе ме слушне и ќе ме види. Така ли? Или, пример, ми зборува нешто за фудбал. Маче, знаеш, Интер, Милан денес, еден кецукец или како ги викаат тие, не знам. Добро. И јас, кога не се разбирам, ќе климам само, добро, да, окей, влези, излези, тоа е тоа. Меѓутоа, кога ќе ми каже, Билјана, злато, па знаеш, вечерва сакам да излегувам со другарите, леле, како ќе видам, како ќе слушнам одма. Горан, така ли е? Во право ли е Билјана или не? Да, во право е. Да, и ти. Право е. Што слушаш ти што ти кажува Ленче? Види, зависи од ситуацијата. Значи, ако е нешто добро, ќе го слушнеш. Ако нешто не е добро, Не ти одговара. Не ти одговара. правиш на тоа. Ленче, ти колку пати, зашто најчесто му повторуваш на Горан? Кај мене има една друга тактика. Тактика. И тие веќе, дури Иван ја знае мојата тактика веќе. Јас кога во моментот нешто се треба јас, мојата желба да се оствари, јас вака кажувам успут. Знаеш, така. Како тоа не е многу битно. Ама треба да се направи, а не е битно. И ништо. Да, устрано. Утре пак така. И сега ја открија. И сега ја чекам вистинскиот момент, го чекам јас. Чекам вистинскиот момент. Кога тие се расположени, во моментот кога јас што ќе сакам, значи се може да се оствари. И тогаш јас, викам тоа треба да го направиме. Така е, така и се готово. И се следено. Значи и пали тактиката, Значи, нели? да, тактика треба да имаш, не тактика така нема се ништо. бива ли не бива. Така, Не. Имавме Одма не. ситуација, Стресно е одме кај еден пријател и леле, каков аквариум. Од кај ви е аквариум? Другарот Јоцов вика, јас го правим. Ева, другари на нас така. Не, јас викам, ако го продавате, јас ќе ви го купам. И Горан вика, немој така на луѓето, како така? Како, да го продадат. Вика, не, ќе направиме. Горан не се слага никако за аквариумот. Јас сама, со мајсторот. Дојде, мерка, ова, она. И после срамото да го избркаш мајстор. Не, знаеш како ти е добра финтата. Јас се слуша, сите жени да слушат. Ајде. И јас се договорив со мајсторот, се, направивме аквариум, ово, ама и Иван ми помагаше во сетата улога. И се средивме добро и сега викаме со Иван, сега како ќе кажеме, кој ќе дојде татко ти дом. Вика, не знам, мамо, вика, дури нојсте ми се тресат. И доаѓа Горан и влегува Горан, го гледа. Јас отварам врата, а знаеш кога мачка ќе се појави глувците. И ние така. И јас примејќам Иван и Ленче нешто, Нешто вика. нешто има. Дешава нешто. И влегува и го гледа и Горан го гледа.
Вика, Боже, вика, могу е за мало, вика, на човеко аквариум. И Иван вика, не, тато, таа е наш. И викаме, Ама Иван го пушти да збори. да, тато и двојците стоиме така. И вика, тато, таа е наш. Вика, ама јас и мама ти го спремаме за роден ден. Леле, браво, браво. Овој роден ден у декември. У декември тоа се дешава август, септември. Август, ама декември мој роден ден. Викаме за роден ден. Роден денот има уште време. Вика, фала многу. Браво, браво, браво. Знае кој е главно дипломатски. Човек се учи на грешките. Не, така. Затоа после јас за студиото најдов едни чинели кои ми треба и многу бе супер. Ги зедов чинелите. И Иван, тато, браво, викам, тоа е за мајките за роден денот. Така да знам. И се јава Иван на телефона, вика, мамо, вика, тато ти купи чинели за роден ден. А јас цел ден гледам, сакав на еден зид и ставам тапети. И викам, супер, мами, јас за твој роден ден тапети ти купи. И сите сме еден. Нема љутиш. Тактички. Како е кај вас, какви тактики ти применуваш за да те слушне Ване нешто што посакуваш? И да ти го оствари. Какви тактики применуваш? Ајде, кажи. Ване, не слушај ти, не е тактика, она само за во емисија го кажува ово. Знаеш како ме освои? Сега, пред брак, вистина е дека сум имала милион барачи. Добро. Тоа е вистина. И вистина е дека сум најозборуваната личност. Така? Како и многу месеци. Да, тоа е вистина. Но сега ќе ти кажам која е тајната на Ване. Ване, кога сака да те освои, он го знае точно што да направи, без да те праша. Да, и прстенот кога ми го даде во авион, он знаеше дека јас сакам тоа лето, а беше баш ковид. Ама си му сакаше кажала да одам во тако- Турција. Си му кажала така успатни? Не, негов другар му напиша, негов другар му пишува порака. Дојдете во Турција, он има таму куќа. И јас се гледам пораката и викам, дај бе, да идеме во Турција. Не бе, нема шанси, што ти е ковид. Това она, ние се од Турција ќе идеме. И после една недела, ниту јас зборам, ниту он збори, нели, пошто уште се запознававме, знаеш, кога се запознаваш, не можеш така директен да бидеш. Успут, да. И он сврте неколку телефони и отидовме за Турција. И добив и прстен. И он директен. Па све. Ама Ване знае кога да биде директен. Ване знае да биде директен. Ти знаеш дека тоа му е онака, по таа црта е познат во јавноста. Да. Тоа е доблеска и јужнаците тоа. Тоа е доблеска и тоа е она што јас го сакам, Да се да. испопари. Тоа е она што мене ме освојува. Добро. Ја не можам да решавам ребуси. Да знаеш што го чека. Добро, јас ќе побарам тука джингл, имаме една игрица за вас двајца, затоа што сте брачен пар и мораме да провериме кој кого слуша, кој не слуша и кој колку знае еден за друг. Добро? Баш да видим. Ајде, игрица. Одиме со джингл. Нешто конкретно. И се вративме назад, овде имаме ливчиња, имам јас специјални прашања, за да видиме колку низ годините сте се слушале еден со друг, односно колку сте се запознале. Рековте колку години сте заедно? 26, 26. 27 од кога сме заедно. Така, добро. Значи, ги пишувате вашите одговори, на крајот ќе ги споредиме, окей? Немојте да препишувате, немојте да дзиркате, таму имам двајца надлежни кои што треба да набљудуваат. Окей? Да видиш дали Тука сме, некој лаже, дали некој Тоа се вика со очите. во политиката советник за специјални цели. Така, знавте советник за специјални цели. Советник за специјални цели. Добро, ајде да видиме. Ајде. Прво да видиме со миленичето. Читате и двајцата одговори. Да. Значи, дали Горан имал милениче, како мал и како се викало? Горан? Не. Не. Добро. Кој број на чевли носи ленче? 38. 39. И пораснала много. 39. Он знае кој зависи од Кинеска мустра некоја е. зависи од моделот. Јас се викам кој е вака поширок напред 38, кој е вака шпицест 39. Значи, да. Тоа добро, 38, 39. За еден. За еден. Може ке влезеш и во 38. Кој е омилен глумец на ленче? Брус Вилис. Браво. Која му е омилена боја на Горан? Црна. Црна. Се вика од сумица до Холивуд. Директен лет. Идемо за кај Како му Брус се Вилис. вика првата љубов на Горан? Не Немаш знам, одговор. Не знам кој да ја напиша.
останува тајна. А нема ли песна? Не. Омилена песна. Има ли да потега на песна? првата љубов, може ли така? Па не. А не да го каже името, фала Богу. Нема да ја знае кој е. Тоа е струмичка љубов. Ајде, не мора да ја знае, да. Слушай, Тајна е тајна. И она нема да ја знае песната. Тајна не си била така за Кој попушта прв? Јас. Јас. Браво. Добро, одговорот ти сте јас. Јас. Ја ви се каленчета. Така. На кој датум се венчавте? 6.7.1996. Браво, добро. Која работа најмногу ја мрази Ленче од домашните работи? Кога оставам ствари по мајаста да ми Чистење, бидат Тоа подсетни. треба да изчистим. Добро. Исто тоа, ако остават се, Ајде, јас треба да го изчистам. Добро. Која е природната боја на коса на Ленче? Плава. А уште едно имаше нешто, што Природната Ако, коса. која е природната боја на коса добро. на Ленче? Ајде. смеј. Плав, смеј како, па добро. Да, класично. добро. Тоа беше што Горан најмногу го нервира кај Ленче? Да, она пишала Да, јас го нервира кога сум упорна јас. Зборувањето. То? Колку сум упорна. Са бајле се става првото кафе, седнуваме. И кога ќе почне Да везе. така. Тогаш е таа ситуација. Да. Лево и слева. Лево и слева. Више тоа е моето, да. Така, вика постојат две Од жени. Сабајле ништо не се збори. Така, постојат два вида на жени. Ти стрелес да не се Оние кои стрелес, што да не не ја Јас риба. Леле. Од Сабајле ништо не се збори, да знаеш. Прво утринско се зборува. Не се збори. Јас сум стрелец. Значи, постојат два вида на жени. А со Оние стрелци кои знам. што зборат и оние кои што не престануваат да зборуваат. Сабајле не. Стрелци од Сабајле не. Они навечер Добро, стрелаат. успешно завршено. И тоа само да видиме, ако сака. помине И уште жена што? и ја прати со поглед, Горан, нели, ако ја прати со поглед, дали Ленче би реагирала или не? Ќе реагира, ама позитивно, не се... Да. Да? Што ќе рече? реагирам, да. Па ти кажам позитивно во смислот, бидејќи јас од кога знам за себе сум во друштво на мажи. Јас знам машката психологија, значи се знам. Кажи што ќе И му во речеш, ама на последно струмички, време, во послед... Што ќе му речам? И јас Да гледам може да ко каже, женава. «Еј». Јас гледам. гледаш, добре, Тој гледа и јас гледам. О, добро, супер. И он, да, добро. И коментираме за жената. Значи, Убаво, Да, па не нема да може да види дека си љубоморна. Ау, страшно. види ова женава каква убава. Да, Нема да речам дека не си. Дунавка, ти како реагираш ако Ване каже? Види, да ти кажам нешто. Ване не е површен тип. Она нешто, мислам, разбираш? Добро, што Така значи? да треба да се реагира. Треба да се реагира. Не, тоа на случајност не се остава кајарец, да ти кажам. Добро. И што му викаш? Те гледам. Викам, прекини да се допишуваш. Прва опомена. Добро. На втора опомена и на трета више тука Црвен картон. експлозија тука. Прва и втора опомена има. Црвен картон. Леле, толку. Толку да. Добро. Не, мала доцна на љубомора е окей, ама не премногу сега. Не, допишување не. Тоа Не, не, ама ја за поглед зборувам, ако загледа има некој. слога двајцата. Си гледаме двајцата. Убава ли жена? Убава. И јас ако видам, викам, и јас се викам, нема бе некој маж згоден да видам се така. Се он најзгоден. Се Брус Вилис. Се Брус Вилис. А више кога на Холивуд сме, више... И се Што се? Продолжуваме понатаму со дискусија. На ред е демантирање или пак се согласуваме со народните поговорки и пословици и со оние изреки. Овде во садот имате поговорки и пословици, секој од вас ќе си извлече по една и да видиме што ќе ви се падне, па дали ќе се согласите, нема да се согласите. Генерално сите се на оваа тема, значи слушање мажи жени. Ајде, повели. Ајде, да послужи. Се знам. Да видиме. Така. Чеки, ја ќе се јам. Ајде, ја ќе се јам. Да видиме. Така, смеши ти да не... Ајде видиме. Слушаме и твоето мислење се. Да, затоа јас извлеков Билјана. Ајде, од тебе ќе... Најинтересно ми е. Ајде. Ако сакате вашата сопруга да ве слуша, тогаш зборувајте со друга жена. Таа целата ќе се претвори во уши. Зигмунд Фройд. Жива вистина. А ако ти не го слушаш, друго ќе го слуша. Ова беше... Добро, Знака добро, хардкор. добро. Да, значи, ако
според мојата природа и мојот карактер, ако не слушам јас, ома ќе има друга опција тука и тука ќе боли и затоа ќе мораш да почнеш да слушаш. Така, ајде Горан, твоето што вика? Така е, да. А твоето што викаш? Моето. Вика, совршениот брак единствено е можен помеѓу глув маж и слепа жена. Добро, секоја поговорка има Вистина. не е случајно кажена. Тоа е тоа. Да не говори од Сабајле. Да не говори од Сабајле. Или Со првото кафе да не говоре. До 12 они се освестуваат. или да не гледа што се случува. И обратно. Исто е. Така е. Ајде. Кај мене има позади секоја лута жена стои маж кој апсолутно нема поим што сгреши. А? Леле. Ова за Горан Много не јако. требаше. Јако е. А? Да, Така е? да. Ами јас мислам дека некој пат лута е жената не ради мажот, тој нема веза од таа смисла тука, мислам, во проблемот. И стварно жената знае да биде лута и он стварно може да појме да нема за лута. Гледаш Горан како напатен. Ти се случило тоа? Му се случило јас, ама ми познава. Јас за нешто друго ако сум се налутила и тој одма ми го знае погледот и ќе каже нешто не си во ред. Навка тебе? Кога жената се расправа со тебе, најдобрата работа која можеш да ја направиш е да ја придобиеш мајка и на твоја страна. Ајде. Сакаш да го простудираш уште еднаш? Па не. Што значи тоа? Дали он треба да ја придобие мајка ми? Да. Не, он знае дека не е тоа патот до мене. Да. Точно. Значи да му кажеш немој да се здружиш со мајка ми, Не. нема да ме придобиеш. Да, еве пред некој ден, добро не пред снимавме расправија за татко ми, кам немој да се здружувал со татко ми на прво утринско кафе. Ете, Има? Горан. Гледаш? Во свеста среди. Да. Гледате јас каква имам. Ти зборам ќерко се ти се снao. А тебе ти одговара таа. Гледаш? Знам. Тоа е позната. нели? Велам ти керко сети се снае. Така, стара добра. Таа е добра стара. Добро. Ама тоа е твоја средина. Експлоатира. Да, тоа е експортирана и баш точно. Ама тоа е твоја средина. Ти си послушна с нас. Кажи се и за тебе нешто. Добро. Кажа све Да или не? Послушна, да. Си. А барам джингл сега да ги внесеме подароците и да ја заклучиме емисијата. Ајде. Нешто конкретно. И се вративме, веќе гледате дека овде се подароците за нашите драги гости. Имате ваучери, ова се наочарите Барнер, кои што се за заштита од екранското светло, плюс тоа се и многу фраерски, многу ше се шизички. Можете и да ги пробате. Да. Стави си очилата, сега ќе си одиме за седмица со очилата. Имате ваучери кои што ќе отидете во Барнер, ќе ги замените и ќе си го одберете моделот кој што на вас ви одговара. Секако тука ни се вива соковите, значи и за попат на кај струмица да одлично. Нов човек? Знаеш? Леле, јако. На вистина се преубави. Знаеш Да. на кој ми личиш? На тој... Женко само Не, брада и мустаки. не, на тој цртаниот бал. Јалта за рад. На крајот немој сега убави заклучоци имавме, немој на крајот да отиде. Одлично. После ќе се разгледаме чим напад. Фантастично. Добро. Ајде сега заклучокот да ја завршиме емисијава. Значи вака, бидејќи сте јавни личности, до навка барам и од тебе и од вас двајцата, секако Билјана е тука. Како да се остане глув на сите коментари од јавноста и да се зачува врската, односно бракот? Како да се остане глув? И да не ве допираат. Секогаш кога сакате да живеете вистинската љубов, а не да биде тоа калкулација, тогаш мора за тоа да се изборите. За се. За било што. Генерално да се слушаме себе си, да ги слушаме другите, Да. меѓутоа да прифаќаме само тоа што ни одговара. Така ли? Апсолутно. Љубовта, ако е од срцето, ако е емотивна, тогаш имате мир. Кога имаш мир со себе и со својот партнер, тоа е основа за градење на се понатаму. Одлично. Ајде, Билјана. Го почитувам вашето мислење, ќе речеме, ама сепак ние си Цитирам по одлучуваме. своје. Ајде, вие двајца, во еден глас или еден по еден? Па добро сме коментирали ние за тоа така меѓу нас, значи ние сме како и сите нормални луѓе, нели слушаме сепак јавни личности и позитивни и негативни коментари. Ние вака двајцата сме заклучиле дека
коментарите се дали позитивни или негативни се во добар контекст за нас. Така. Бидејќи тука негде ги согледуваме работите дали нешто фали или не. Бидејќи ние не сме совршени и ние не сме тие најпаметните што се знаеме како треба. Так. Значи некаде и со некој коментар дали негативен или позитивен ќе ти помогне малце да размислиш. Но сепак да не ни делува до толку коментарите да ни го тие режират нашиот живот. Сепак ние сме една институција заедно и сакаме да сепак имаме свој став, нели, или своји гледишта на работата, ама знаеме што сме јавни личности, вкусовите на луѓето не се исти. За вкус, нели, не се расправа. Да, Горан, некој не сакаат, некој не. Ќе додадеш? Тоа е тоа. Да. Да заклучиш. Значи, Ајде. Мажот заклучува мене- во оваа емисија. според мене, почитувањето, сакањето, љубовта се на прво место. А од друга страна, за коментарите на јавноста, тие секој пат ќе бидат добри доколку сме приземljeni и нормални. Ако излеземе вон тие граници, или ќе бидеш награден, или ќе бидеш дебело Точно. Така нападнат. е, добро. Сепак треба да сме приземljeni. Одлично, ми се допаѓа овој заклучок. На крајот вака, јас имам нешто ексклузивно кој што го слушнав и го разбрав пред емисијата. Значи, Дунавка ќе има и свадба, така? Да. И токму заради тоа, еве ти подаруваме чевли. Број 39 се не го прашавме Ваня дали го знае твојот број, наверувам дека се Благодарам, баш не сте требале. Да. Инаку не знаеш. Како? Дека ќе правам свадба. Не знае, Да. еве сега можеш ти официјално да ни кажеш, а тука ни се лечи како горат. се погоди? Па можеме ние и пред свадбена некаква најава да направиме со песна. Може ли? Кога е свадбата, кажи ми? Свадбата е на 7 август во Охрид, во Пресвета Богородица Привлепта. Црква која што јас многу ја сакам, а после тоа свадбата ќе биде на плажа. И со која песна да почне свадбата, кажу Ќе бе. почне со Париски лука. Ајде, да почнеме. Јас Тортата ќе ја сечам на Одисеја. Така, јас ќе ги поздравам гледачите. Ние овде правиме генерална проба за свадбата на Дунавка. Да ги отворам чевлите Да ги отвори Леле, добро. Отвори чевлите Јас ќе и испеам доди малце од Париски лука. музичка подлога. Ве поздравувам. Уедно париско мукаво и лажно се смешим човеку што гледа свуда око мене девојке се љубе а ја тражим очи, очи као твоје. Одисеја, Одисеја. Сега да ја слушаме за Тортата, сега тортата оди. Ајде. Можеме? Може. Ајде. Одиме за Одисеја. Пут до славе и богатства, пут до трона, од увек е био исти, од искона, пут до пакла и понора, пут до слома, од увек е био исти, од искона. Нико не зна šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja, 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 život to je samo nova Odiseja. Реков дека ќе те имам во емисија и те имам.
Што е она што ќе погледнете денеска, следува во продолжение, а тука се најблескавите моменти и изјави на нашите гости, најинтересните игри кои што ги игравме со нашите гости, најинтересните поговорки и пословици кои што успеавме да ги демантираме и да ги коментираме, а секако тука се и анкетите и вашите изјави, драги гледачи.